во суштина не постои класна воопшто концептуалност. Концепти класни значи не признаваат. И овде го имаме целиот проблем. И затоа сметам дека овие три се големи закани, опасности, кои што може единствено да ги спречи револуција. Почитувани гледачи, здраво! Јас сум Джелан Велио, а вие гледате Д-програма. Во оваа епизода на Д-програма ќе се осврнеме на една важна тема, да кажам, која што се провлекува уште од Втората интернационала, односно на прашањето дали ни е потребна револуција, односно реформа. Уште за време на Втората интернационала извитоперени беа термините и перцепциите за кои што Ленин многу добро зборува во делото Државата и револуцијата. Но во денешно време, во услови на неолиберализам и капитализам, тие термини се постои, односно целосен хаос на термините и перцепцијата, и така постојат салонски марксисти, односно академски марксисти и лица герилци кои што исто така се декларираат за марксисти. Па денес ќе се потрудиме да ја најдеме таа насока, до каде е реформизмот, каде почнува револуционерството и слично. На оваа тема ќе разговараме со другарите Мари Глендемири и Руфат Јашари. Здраво, другари. Здраво. Па Мари Глен, ми почнала со тебе. Реформа или револуција? Директно. Здраво и од мене, вака со старт. Сега, значи тоа како или мислам дека не можам јас да значи дадам некој одговор фактички на тоа, меѓутоа значи јас би се осврнал фактички на тоа како јас гледам на тоа што е револуција, како значи би изгледала таа, како да кажам, револуција и во суштина кои се тие некои пропорции кои што ги опфаќа таа како дефиниција во суштина. Сометам дека живееме во значи во време овој па на инфлација на тоа што се нарекува револуција. Новиот iPhone е револуција на овој поема, немам каква технологија. Револуција имате и овој, како да кажам, книга објави фактички овој Емануел Макрон во суштина, која што се нарекува револуција. И уште многу други елементи за тоа што се нарекува револуција и што е фактички револуција. И сега па до тој степен овој, како што и сама да кажа, има хаос на тоа што значи револуција, што веќе е изопачено скроз, како да кажам, се од овој концептуална смисла, и од употребна смисла. Зборот потекнува нели од на револво, кое што се како да кажам, кое што се врти, кое што се менува, од тука изборот револвер. А исто така па изборот револт во суштина. Значи дека се клони кон некоја промена. Промената е секогаш отфрлање и на минатото и на фактички сегашноста. Значи сегашноста не е добра, ние сакаме да отфрлиме сегашноста, има нешто од минатото. Овој па и тоа јас значи го овој, како да кажам, бе нарекувам романтично револуционерство во суштина, која што поминува низ минатото, односно се напојува од минатото, од пред револуционерното време во суштина. Овој, како да кажам, како некоја точка би ја зел во суштина, ете. И француската, меѓутоа исто така овој па и октомвриската, како да кажам, револуција, и во суштина поминува покрај нив, ги разгледува нив, го фактички разгледува општеството кое што функционирало и државите, како да кажам, како што тие биле организирани и формирани во тој период, и после тоа создава некоја, како да кажам, програма која што
се насочува кон иднината. Сега, од пред како да кажам 30 години во суштина има иницијатива и во тие некои екстремни десничарски кругови, фашистички кругови. Ова е главно, значи тие зборуваат исто така за фашистичка револуција, односно за како се кажа, често и за конзервативна фактички револуција. Меѓутоа, јас стојам на оние позиции, позициите кои што значи се како да кажеме марксистички позиции, значи за тоа што значи револуција. Сега, кои се можностите да се оствари некоја револуција и на кои како да кажем, според кои фактички методи треба да се оствари истата, значи сметам дека па не оствари нужно како се кажа револуција се остварува врз база на како се кажа на тоа, како да кажам, на засилство, туку треба да има во суштина организиран бунт кој и отпор кој во суштина ќе има еден поинаков пристап од оној кој што го знаеме, кој што стои како традиционален. И сега некој ќе каже ова е некој реформизам. Сметам дека не. Зошто? Затоа што ова е, како се вика, сметам дека живееме во револуционерни времиња, дека па и Маркс не зборува дека сега ќе биде револуцијата или утре ќе биде револуцијата. Тука е период во кој што за време на самиот капиталистички, како да кажеме, начин на производство и капиталистички држави во суштина ќе се отвори и ќе се отвора постојано простор за да се направи револуција. За да се дојде до некоја револуција. Оние револуции кои што ги знаеме ние, кои што има и успешни периоди, ама има исто така и како да кажам, периоди на уствари црни петна. Значи, сметам дека може да се научи од како да кажам, самите тие. Сега, зошто не сум реформист? Затоа што не верувам дека преку политичка партија и како се вика, вклучување на како се вика, либерал-демократски како се вика, однос и парадигма, како се вика, значи дека може да се оствари некоја револуционерна уствари и програма и некоја промена, како се кажа, значи и има уствари последниве години ние знаеме дека исто така инфлација има и од зборот радикално, дека треба да се направи нешто радикално. Иако тоа како да кажам, никој не знае да го дефинира кон што се образува таа радикалност, која е целта на таа некоја радикалност. И сметам дека во суштина, значи, би требало да има различни чекори кон остварување на некоја револуција. Не го исклучувам насилството, се разбира дека не, затоа што кога вие би се фатиле со оние кои што ја имаат власта и моќта во своите раце, знаете дека тие ќе бидат бескрупулозни и ќе бидат немилосрдни кон вас и тоа како да кажам, сме го сведочеле низ како да кажам, самата историја. Меѓутоа, во различни традиции и различни култури, како се вика, оние начини на создавање на иницијативи, револуционерни иницијативи биле различни и сметам дека на различен, како да кажеме, начин има шанса да се да се имплементираат некои вакви идеи. Значи за кои што има многу предуслови
треба да се исполнат за да дојде до некоја револуционерна иницијатива, затоа што не може 15 герилци во суштина да се соберат и да прогласат дека тие прават некоја револуција. Може со 80 во Куба, со 15 не. Да. Добро. Таа мисла многу се експлоатира во последно време тука и на наше поднебје, што се вели, се оди со тој предзнак, се повикуваат на подвигот на Кастро. Кога можел Кастро со шака луѓе, можеме и ние, но не соодветствуваат истите времења, истите погодности. Да, истите услови. Јас сакав да додадам, се согласувам со тебе, но што е радикално тоа што се отвори прашањето? Значи во овие времиња кога веќе може би, не знам, е изминато времето што викат на герилските борби и слично, иако се водат такви борби, но сега полесно е многу, нели, да бидат тие луѓе лоцирани, бомбардирани и слично, нели, да се цел тој одред да се разбие, да се уништи, и затоа, нели, треба да се модернизират, да се современизират можеби условите на борба, но она што е основата е тоа што сметам дека радикално е само ако постои групирање насочено против приватната сопственост, и револуционерно е само денес барањето за укинување на приватната сопственост. И после тоа би можело нешто се случи, а сите други барања за... А тоа е најтешко. Па затоа, ама и зошто луѓето тоа не го прават, значи бидејќи задира и во нивните интереси. И тука се гледа и лицемерието на она кога некој ќе каже дека е револуционер, а уствари најмногу се плаши да не се задира во приватната сопственост своја. Лувче, ти што имаш? Да, па јас имав интенција, намера да ги спомнам истите нешто што ги спомна Мариглен. Не. Поентата ми е, до сега во сите емисии сум се согласувал, се поклопувале нашите размислувања, но како во оваа прилика 100% не било до сега, така што само би поентирал, да не би ги повторувал истите нешта. Сметам дека разликата помеѓу реформата и револуцијата лежи во самиот пристап, да кажеме, според мои некои сваќања, реформистите пристапуваат на некои тие промени градациски, чекор по чекор, повикувајќи се на некои демократски алатки, инструменти, а со самата таква тенденција всушност ги одржуваат во живот, ги гаат тие некои демократски вредности, додека револуцијата тежне кон фундаментално решавање на статус-кво и не мора секогаш да биде од политички пориви, не мора секогаш да биде во политички контекст, затоа што низа на револуции што се одвивале, што се одиграле низ текот на историјата, биле од чист порив што гневот бил акумулиран и од екзистенцијални причини, луѓето буквално просто речено немале леп да јадат, така што тој револт го насочиле дури користејќи се и со насилни методи. Така што во такви констелации, такви околности, како што беше спомнато, виолентниот елемент, насилниот елемент бил предзнак на сите тие движења во 20 век. Дали биле во смисла на револуција, смена на политички систем или ослободување од колониалистички спреги, на сите им бил символот автоматот, калашниковот што се вели. Некои револуции се извојувале, да кажеме, условно речено, со рози, но за жал, или како да кажам, во продуктивна смисла се покажало дека оружјето било по-ефикасно. Историските настани тоа го говорат, значи и плюс контекстот кога се случуваат, еве и болшевичката или октомвриската револуција е случена во услови на Првата светска војна, значи многу е битно како населението се чувствувало, бидејќи не може револуција
да направи само авангардата одбрана во моментот, Апсолутно. ако ја нема поддршката на народните маси. Апсолутно. А од друга страна па многу е битно да постои авангарда која што тој гнев кога ќе дојде ќе може да го насочи на народните маси, бидејќи во тој случај кога народот е гневен, може лесно било кој да ја насочи таа борба или гнев, да кажам. Се согласувам. Се согласувам, иако јас на пример го гледам за како да кажам, значи ние ако правиме некоја, како да кажам, ретроспектива во суштина, и поима на последниве 20 години. Последниве 20 години имаше многу движења, па и кај нас тука исто така, меѓутоа и во светот. Портокалови шарени, секакви. Портокалови шарени, па имаме и како да кажам, арапска пролет исто така имаме исто така, Гези парк, како да кажам исто така, и како се каже тоа, Occupy Wall Street во суштина, која што исто така тие клонеа сите кон нешто радикално. И затоа имам проблем со тоа што се нарекува радикално јас. Искрено, затоа што тие референтна точка им беше радикална, не им беше револуционерно. Не се повикуваа на револуционерни елементи во самата историја и во нивниот вокабулар, во како да кажам, нивната стратегија и историска, како да кажам, референтност. Значи нема револуции, туку има нешто радикално. И тие беа, значи, како да кажа, интелектуалци и авангардата ги предводеше протестите, па делумно после им се приклучуваа, значи, како да кажам, беа многу луѓе. Па која луѓе. авангарда е многу битно? Академската или работничката авангарда? Академската се разбира, и академската знае да биде секогаш, како да кажеме, на крај да перформира, и перформаторски да се однесува и во суштина да се однесува исто така и со своевидна патронизација. Ние сме просветлените и ние ќе кажуваме сега на кој начин. На крај никој од нив или голем дел од нив нема да прифатат во суштина, како да кажам, да влезат во огнот, да се борат во прва борбена линија, после тоа сепак, како да кажам, и на крај доаѓаат прекупците. Имаме ние како се каже, пример во суштина и во нашата држава, и тоа за тоа можеме на крај да го ставиме, така. Значи сакам, ама зошто е потребна револуција? Ете, и тој дел јас би сакал да го, како да кажам, да го опфатам во суштина, зошто? Затоа што има стварно, екологија, еколошки. Сме во една многу гадна ситуација како планета, како луѓе, како цивилизација и култури, и иднината е многу неизвестна. Имаме стварно, дури имаме и како да кажам, имаме и дури пренаталност имаме. Иако националистичките проекти постојано зборат без тоа дека леле ние како нација како да кажам изумираме. Имаме ние 8 милиарди, 9 милиарди. И па начинот бе на исхрана е врзан со страдање, е врзан со начин бе на производство кој во суштина не зема предвид ниту животи, ниту зема предвид за тоа колку се произведува. И освен тоа што се произведува, затоа што имаме хиперпродукција во светот, има многу малку, има дел што се хранат, има дел што не се хранат. А имаш ти препродукција, хиперпродукција, преголема продукција. Нова треба некако да се стави крај. Не може да се стави крај нова без револуција. Без да се промени Тоа е мојот економски. Втор момент. Имаш ти непремостиви класни разлики. Непремостиви класни разлики. И во самиот центар на самиот капитализам, не правам муабет јас сега поимам периферија. Самиот центар на самиот капитализам, јас мислам дека има непремостиви граници. И ако имаме ние луѓе, ќе ти дојде некоја странство тука, немам патеки скапи, леле, ова е богато живе. Не.
Црнчи цело време работи тој таму, доаѓа Македонија месец дена или колку таму, као тој живее во поема нам каков свет. Значи нема никаква слобода. А некои други, например, живеат, знаеме како. Има градови, како да кажам, локали, културни центри за многу сиромашни и за многу богати. За многу сиромашни ќе најдете насекаде. За богати ќе најдете само како да кажам, тоест нема да ги најдете вие затоа што не знаете кај се наоѓаат тие. Вие воопшто не се среќавате, немате начин каде да се сретните. Во суштина има јас. И трета точка што мислам дека е доста, како да кажам, важна, имаме расизам, нацизам, постојан раст на она што се нарекува дехуманизирачко гледање на се различно, се друго, се она кое што не го разбираме ние. Имаме например како се значи сега барем како да кажам ќе направам една усвари како да кажам па дигресија, еден наш поранешен пријател в парламент што е сега, кажа како е можно да бидам расист кога и двајцата сме иста раса. Као за да си расист кон другиот треба да си иста различна усвари раса за да бидеш расист. Тоа е многу смешно. Значи има расизам, има кој што постојано расте и кој што постојано интерферира со првите две постојано. Како се значи сите тие десничарски иницијативи ги отфрлаат првите две кои што ги спомнав јас како значи како да кажам како не постои како нешто што како нешто што не постои. Не постои како се вика како да кажам саќаш проблем со екологијата дека нема климатска криза. И дека не постои како се кажа, значи јас класен, во суштина не постои класна воопшто концептуалност, концепти класни значи не признаваат. И овде го имаме целиот проблем. И затоа сметам дека овие три се големи закани, опасности, кои што може единствено да ги спречи револуција. А сите други обиди како што ги гледаме ние во суштина, нели и како се кажа либерална екологија и што ти знам така натаму, мислам дека сето тоа е булшит и дека не одговара. Тоа во суштина само кажува она greenwashing што го викаат, као ние се грижиме за за екологијата, за климатската усвари криза, ама во суштина ние значи ние остануваме во истиот начин на производство. А овој начин на производство, како што кажав, има влијание врз животите на сите нас и зошто нема многу често револуции или зошто се запираат и иницијативите да се направи револуција е поради тоа што стварно имаме индивидуализација на сите луѓе, тоест културата форсира индивидуализација. А индивидуализацијата кажува, брат, имаш станче, имаш школа, имаш факултет, и имаш појма немам работа, што се пикаш таму? Седи дома и тоа. Добро, ама тоа индивидуализацијата е ограничувачка уствари. Ако некој се задоволува само со станче и кола и не ја гледа експлоатацијата која што му се случува од секаков вид, значи Па затоа ние нешто како да кажам должност па имаме за да испратиме порака некој да депрограмираме. Точно, да. Всушност идеален систем не постои, тоа неколку пати сме го констатирале, барем во однос на оние што сме ги просведочиле, што сме читале за нив, што сме слушнале за нив. Така што во однос да кажеме на социјалистичките револуции не можеме многу да кажеме, како што впрочем и Мареглен спомна,
само можеме да научиме од тие грешки, тоа често пати знаеме да го кажеме, и впрочем колку ни еден век немаше социализам за да можеме да ги критикуваме, не знам, подобростите или негативностите од истиот, но за воля на вистината, да, поетите аргументи на, да кажеме, либералите, на демократите, би знаеле да кажат дека и социализмот и нели Вангард револуцијата знае да ги изведе своите собствени чеда. Но во однос на тоа само би поентирал што го наведе и Мариглен околу капитализмот, дали може да се реформира. Сметам дека капитализмот не може да се реформира од самата таа причина што во самото јадро, во самата срж на капитализмот се рецесиите, таа класна поделеност, сиромаштијата, нема, па на неколку години го тресат кризи, но всушност тоа е главниот дериват на капитализмот. Тој почива на сите тие елементи и тоа го држи како одржлив, да кажеме, во саркастична смисла, во иронична, затоа што воопшто и не е одржлив со сите такви елементи и често пати предзнак на такви општества се става акцент всушност на демократија, всушност таму постои најголем дефицит на демократија и слободна мисла и така натаму и така натаму. Да, со еден збор како што кажа, значи капитализмот почива на експлоатација воопшто на човекот и природата и не може нешто што почива на експлоатација да донесе нешто слободно или добро. Апсолутно, барем така. Разликата со либералите, што спомена овие три као принципи што ги кажа, нели, расизмот, национализмот, еколошката катастрофа и класната поделеност, либералите воопшто не ја рачуната класна поделеност или знаат само да направат, нели, некоја анализија сиромаштијата, како да се намали сиромаштијата, ама зошто доаѓа до сиромаштијата, односно дека поради експлоатацијата и приватната собственост, до таму не оди. А тие истите ќе се кажат дека се марксисти. И сега Марксисти. Па марксисти, секој што чита Маркс е марксист. Марксолог, Па добро, марксолози, како што да, ќе каже еден професор, да, што ми уствари беше, да. Така што добро, мислам, нашите ставови јасно не е дека ни се слични, да кажем, по ова прашање. Сега која структура може да ја направи таа револуција која што ние, пример, ја посакуваме? Како би се направило тоа, во кои услови би се направило во Македонија, дали можеме ние да направиме револуција во Македонија или дали мора да излеземе вон границите на државата па со Балканот да се поврзиме и која е улогата уствари на државата во цело ова? Како пример ние ја гледаме државата во револуционерниот процес. Значи ние, како што претходно кажав, сме имале тука обиди за револуции во суштина, кои што и се нарекле револуции, а во суштина не биле ни обиди за револуции, туку биле некои мали чекори на неискусни организации, индивидуалци, кои во суштина се вклучиле во пошироки иницијативи на општеството за да дојдат до некоја ситуација да се конфронтираат со власта во тој период. Конкретно зборам 2015-2016, јас сум бил дел од, значи, сите тие и организации и иницијативи сум правил самиот и, како да кажам, организации и иницијативи и во суштина значи целта било во суштина да се направи као сме мислеле ние што сме малце левичари во тој период, а сега малце, значи знаеме да имаме како се кажа, остри уствари и дефинирани позиции и ставови, значи дека имаме некоја сила и можност дека откако ќе влеземе внатре во тие иницијативи, во координацијата ние ќе станеме гласот на разумот и оние што ќе имаат главната иницијатива и дека ќе направиме нешто кое што во суштина као ентризам некогаш некои знаат да го наречат сето тоа, или па да ги преземеме ние уздите и да како се ка да се работи на класна свест. Па да се крени нивото, политичкото ниво на критика
и како сега да се направи едно широко движење. Сме верувале дека со движење во тој период може да се дојде до некоја промена. Движењата беа во суштина, како да кажам, значи многу млаки, а идејата дека ние може да фактички како да кажам преземеме, испадна дека значи беше илузија наша и беше како се вика, значи наивност бе наша во суштина дека ако ти не си организаторот на еден протест, а се наоѓаш во еден протест, да знаеш дека има многу голема шанса да бидеш инструментализиран. И дека како се вика, иако има спонтан, како се вика, народен фактички како се вика манифест на фактички револт. Како се вика, најголемите риби секогаш риби. Како да кажам тоа, условно и метафорички, ќе ги наметнат своите структури и во суштина ќе го брендираат во најмала рака, ако се брендира нештото после. Тоа е многу лесно, како се значи голем дел да се откажат од оние што имаат пореволуционерни ставови, значи другите во суштина да не можат оној бренд внатре да го скршат, односно да му дадат друг означувач. Да го сменат означувачот, а со тоа и значењето на самиот значи тој бренд. Така беше во 2016 година, во која што иако стоеше револуција, па и плюс бе шарена, шареното во суштина значеше дека тука ги има сите бои и као ние сите сега сме организирани во некој сојуз против тогашната власт. Големото зло. Значи... Големото зло. Точно така. И во сега, дали преку движење, во нашиот случај веројатно не. Јас не верувам дека држава која што има 2 милиони граѓани, жители, граѓани колку се таму плюс, како се вика, дека може во суштина да направи некоја промена во која било насока. Имаме ние многу дебати тука, некој ќе враќал име, некој ќе враќал не знам што, ќе правеле не знам какви циркузи, а ние гледаме дека ние сме некој протекторат тука, плюс минус. Значи ние дека немаме некоја држава во смисла на тоа како изгледа Франција, како изгледа Иран, како изгледа Русија, како изгледа Кина, како изгледа Соединетите Американски држави, Бразил како изгледаат. Тоа се сосема други држави. Држава по 20 милиони држава, мислам дека нема никаков капацитет да опстои самата. Економски капацитет прво нема долгови, има, значи какви, мислам... Значи, не произведува доволно храна. Значи, не усвари контролира производство на храна. Значи, не усвари контролира производство на култура, значи нема економија да произведува, значи и нема исто така оружје да може да се одбрани, нема одбранбени механизми, не може да се одбрани. На кој начин? Југославија беше сосема друга приказна. Да. И населението нема колективна свест, многу битно. Да, ама колективната свест како да кажам, е последица на сите овие фактори и како да кажам елементи. И затоа јас верувам дека и стојам на тој, како да кажам, некој романтичен однос јас беше го имам, дека Балканска федерација. Дека само како Балканска федерација нашите перспективи споени со перспективите на другите народи, во една голема соработка, да се дојде до една усфери ситуација во која што значи како да кажам, нема да биде Југославија, затоа што тоа е појма да бе минато. Меѓутоа, во секој случај ќе има многу повеќе заеднички работи отколку што ги зближуваат отколку што ги разединуваат. Моментално, кој да прашате на улица вие, догматски е тоа влезено во главите на сите луѓе, значи усвари ќе ви кажат дека помеѓу македонец и албанец не може да има иста како да кажам држава.
Помеѓу албанец и србин нема шанса. Помеѓу србин и бошњак нема шанса, помеѓу хрват и србин нема шанса, а само до пред 30 години живееле заедно. Да, ама основата била антифашистичка, така ја граделе и класна. Се разбира. И затоа сега, пример, во овие услови, наместо да се расфрла со зборови као револуција, радикално или не знам што, или правење на протести само за протести, бидејќи еве имаме историја на такви, беше протестиран, беше аман, беше шарен ролце, протест за протест. Значи, за некоја кратко трајна цел се случува тоа, не знам, промена на власта и толку, и после пак исто, и што. Значи, затоа, пример, треба паралелно да се работи на градење на класната свест, што е многу спор процес, мислам, бидејќи ти да одвлечиш некој човек од ова свест сега капиталистичка што ја има и да го вратиш на основите на класната свест, па после на антинационализам, на соработка, на така натаму, е многу тешко, но е основна задача за да обстане уствари тоа што се прави. Бидејќи другите работи што ги се правени, значи имат краток век на траење, а ако се гради паралелно и класна свест и луѓето стварно ја разберат потребата за промена на системот и сами го бранат тоа, ќе биде поразлично. Бидејќи вака као поминува или интересното и се заборава. Така беше со сите као така наречени револуции тука. А исто така би додала дека во тие организации, пример, исто така искуството не само кај нас, туку и во другите земји покажува дека толку широки коалиции не можат да донесат некоја значајна промена. Значи можат некоја мирна промена да донесат, како што беше промената на власта во 2016, гледајќи нели од сите други побитни работи. И затоа не знам, јас не би влегувала пример во такви широки коалиции кои што немат никаква цел или програма врз која што се основа. Значи, многу битна е политичката програма, што бара да се случи. Да, и свеќаш, значи, јас не ти се јаш одговори за тоа, како тле, па да треба да ја гледаме државата во суштина преска, па извини тоа. Да. А фактички државата е во рацете на политичките елити, што ги нарекуваат, односно како да кажам, политичарите. Значи, кои во суштина се во некоја длабока структурна соработка со како се кажа, со како се кажа, економските како се кажа, олигарси, барем кај нас тука. Тоест, значи, кои во суштина, значи, овие се некои политички бирократи, пошто не се некои политичари, интелектуалци и што ти знам така натаму, туку најчесто се некои бирократи. И овие им носат закони на оние, а оние ги финансират кампањите и така натаму на овие. И во суштина, значи, и сите тие се борат за државата, иако ако некој спомне некаде дека државата треба да има моќ, да може да поема нам сваќаш контролира и така натаму, тие кажат, не, ние сакаме слободен пазар, до моментот кога навистина државата е многу усвари потребна да ги заштити оние кои во суштина имат најмногу потреба од фактички државата, мито никогаш тоа нема да го кажат јавно, туку ги финансираат оние кои што се начело на таа фактички држава. Тоа мислам, и затоа односот кон државата треба да е оној кој што сме го имале, кој што со недоверба и без желба, значи, како да кажам, да се влезе внатре, без претходно, како се кажа, да се има стварно добар план, па добра програма и добро структурирано и значи не само национално, туку интернационално, и движење и мрежа на соработка. Методологија и дека биде па и тоа, значи не е тоа како да кажам проблем. Така мислам дека можеби би можело државата па има немам да се вие немате вие автономија, влегуваш ти во институции, немаш автономија. Еве ги сега овие се сликала како да кажам председател
учителката наша, например, без македонското знаме. Ќе праша некој неа дали значи па као некои други викаат ако дојдеме ние на власт, ние ќе направиме. Аха, ќе направите. Бујрумте. Јас би значи слободно би им дал власт. Земете ја власт, направите тоа што вие значи вие усвари мислите дека може да го направите. И што е најлоша работа, самите капиталисти се подобро вмрежени интернационално отколку што се социјалистите, комунистите и така натаму. Да, ма добро, и во социјалистичките и комунистичките движења, исто така, мислам, не се сите... Затоа така и почнав емисијата, дека има поделба на различни струи, дури меѓу себе на реформисти, на револуционери и слично, и тоа исто така е проблем што до некаде можеби е создаден ради етикетирањето што постои. Ние, пример, наместо да се разбериме на кои идеолошки основи почиваме, повеќе, пример, обожаваме да се етикетираме и така да се оддалечуваме, отколку да видиме каде се состои нашата заедничка соработка. Но всушност тоа е објективната реалност, размислав додека ве слушав аз како соговорници, тоа е всушност не е песимистички, тоа е објективната реалност. Геостратешките околности, констелацијата како што е моментна не дозволуваат некој развој на тие движења, да кажеме. И јас би го упростил тоа дали е возможно еве на домашен план што се вели со некои лични примери. Често пати сум бил мета на напад од некои помлади, условно речено деца, од мене речиси 10 години помлади, ќе ми слушат. Знаеш, односно некои идеолошки размислувања, што треба, како треба да се направи, чисто како предлози во неформални конверзации. Но кога ќе дојдеме до некоја несогласица, кога го критикувам нивниот конзумеризам, како што спомна Мариглен, например, нивниот императив е, не знам, да облечат некоја Nike патика, да провози некое убаво ауто. Не го интересираат, не знам, некои промени на систем или за експлоатација или нешто. Ќе ми возвратат во дадена мера. Да бе, милиции ќе правиме. Сега, знаеш, тоа ми е симпатично всушност, но ми е индикатор дека не е младина која е спремна да оди, да кажеме, во партизани. Така што, не знам, можеби тие идеи, како и претходно што спомна Мариглен, кога Маркс и Енгелс ги пројавува, малте не ги креира тие идеи, тие многу подоцна вродија со плод, па можеби и овие идеи што ги имаме денес, можеби во догледно време ќе вродат со некакви плодови. Па да се надеваме, мислам мора да се работи ако се сака промена на системот. Не може во, не знам сега, ова Че Гевара беше, ќе парафразирам, вика револуцијата не е јаболко што само ќе падне, значи мора ти малце да го истресе дрвото да ти падне. Така што мора, значи, ние да работиме, а најефикасен начин е нели освен сите видови на организирање, тие организирање да се на класна основа, значи да се знае што е од старт. Бидејќи до сега се виде со вака, така, ке кажеме овој да не се навреди, овој да не се налути, па вака да не се свати, значи треба да помини тоа време и да се ги кажуваме работите какви што се. Да. Да. И, значи, како да кажам, значи, многу работа треба. И активизам, и во суштина да не се очекуваат веднаш резултати, како на овој фитнес кој ќе овој почне усвари човек, значи нема првите месеци, значи ќе има после 6-тиот месец или после година дена. Во активизмот можеби после како да кажам 6 години, 7 години, 10 години, 15 години, можеби никогаш како да кажам некогаш нема никогаш значи вие да го искусите она за кое што вие цел живот бе се борите. Ама има и друг момент, дека ние многу често не гледаме, односно сме заслепени со оваа целта, што сме направиле досега. А многу често и па имаме многу направено и правиме постојано и дека значи како се кажа, значи некои состојби од општата состојба не можат да се помрднат на
како да кажам, едноставен, поиманимен начин, треба и ние некојаш малку да се, како да кажам, да се помрдниме, за да ја видиме разликата како било претходно и значи како е сега. Да, и тоа што кажа дека можеби никогаш нема ние да го видиме тоа зашто се бориме, но од друга страна, например, и некои благодати работнички или било какви што денес ние ги уживаме, некои други се бореле, што загинале во таа борба, ние денес Апсолутно. тоа да, го уживаме. Така што и во тоа е големината, да кажам, на нашата борба, што на овој начин не е индивидуализирана, ти не се бори само за себе, се бори за сите. Апсолутно. Така што и тоа е една од основите. Добро, да додадете нешто, дали имате? Нема крај оваа тема. Ќе има друга, значи, мислам друга епизода кај што ќе продолжиме во суштина во реконтекстуализирана верзија, меѓутоа ќе правиме пак муабет за овие усвари теми, така што значи ние сме постојано и ги зборуваме и пред камера и фактички позади камера, така што да. Да. Депа добро, другари, ви благодарам за разговорот, а во следна некоја емисија се надевам дека ќе навлеземе подлабоко, како што кажа, и ќе зборуваме за што ќе правиме со државата после револуцијата. За повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи, а секој вторник во 18 часот гледајте ја програма.